Околу 50 хектари површина во Козјачкиот регион ќе бидат пошумени годинава од страна на јавното предпријатие Национални шуми подружница Куманово, а нови садници ќе бидат засадени во општина Липково во близина на браните преку проект од Обединетите нации, информира раководителката Катица Станковска-Ристовска. Допрева ќе се прави обсервација на терен за да се утврдат точните локации кои ќе бидат пошумени. Минатата година биле засадени нови садници на местата кои беа зафатени од пожарите. Ко предпријатие го преферираме есенското пошумување, затоа што тогаш имаме убава влажност на почвата и процентот на прифаќање на садници е поголем за разлика од пролетното, кое што во летниот период може да се исуши. Така да и оваа година пак во тој период. Временските услови овака за луѓево малку се потешки за работа, меѓутоа и покрај тоа ние активно ќе работиме. Тие компании секогаш мора да пошумуваат во согласност со нашите планови. Значи секако мора да се обратат кај нас. Ние имаме различити програми за пошумување, така да многу од нив изразуваат желба да купат садници, меѓутоа треба да знаат дека не се во можност каде сакаат они да пошумуваат. Мора да бидат точно определени површини од наша страна кои што се по план за пошумување. Ова година планираме и драстично да го зголемиме производството на садници, за да излеземе во пресред и на граѓаниве и за нашиве потреби. Така да досега ние имаме производство околу 200.000 садници сме имале, тоест ова година планираме околу 1.000.000 садници. Подружницата на јавното предпријатие Национални шуми од Куманово, освен што ќе го зголеми производството на садници, планира и модернизација на расадникот и обнова на постојните објекти преку проекти со цел поквалитетно производство. Екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило ги расчистуваат градските гробишта во пресрет на верскиот празник за Душница кој се одбележува в сабота. Директорот на комуналното предпријатие Ненад Стојановски апелира до граѓаните кои што в петок или сабота ќе одат на Задушница да го складираат сметот во вреки кои што ќе им бидат бесплатно достапни на портирницата на Чистота и зеленило на влезот на градските гробишта. Екипа Чистота и зеленило со своите екипи ги чисти горе градските гробишта. Иако недостасуваат луѓе кои се вработени директно во самите гробишта, ние активираме свој луѓе од делот на зеленило како би можеле тоа да го направиме како што треба, да можеме се да го изчистиме, а апелот до граѓаните да храната и сметот не го разнесуваат и не го ставаат така. Значи за сето тоа ќе имаме џакови во нашата портирница, каде ќе можат бесплатно да ги подгонат. Јас ги замолувам тоа да го направат, затоа што проблемот настанува и после Задушница. Сето тоа ние би требале да го чистиме, а самиот смет доколку се разлетува, тоа сепак нели на нас ни се враќа. Во организација на Општинскиот сојуз на спортови на Куманово, вчера вечер во Занајчискиот дом се одржа изборот за најдобрите спортисти за 2024 година. За апсолутно најдобар спортист беше прогласен Драган Петровиќ од футсал клубот Форца. Наградата за најдобар спортски клуб ја доби токму Форца. Наградата за животно дело му беше врачена на Миодраг Јовановски Црни, кој со ракометот започнува да се занимава на своите 13 години во 1966 година. Награда за најуспешен спортист во 2024 година им беше врачена и на Лука Димитриевски од МКК Куманово, Јасмина Јовановска женски фудбалски клуб Речица, Филип Наковски боксерски клуб Фајтер и Лери, Дијана Вукановиќ атлетски клуб Куманово, Владко Тасевски машки ракометен клуб Куманово, Александар Милошевски велосипедски клуб Велоем, Сара Цветановска ЖРК Куманово, Вилијам Сманевски боксерски клуб Фајтер и Лери и Теа Алексовска атлетски клуб Куманово. Беа доделени награди и на најдобрите тренери Емил Цветанов и Газмент Хисиини, на најдобрите млади спортисти, на успешни спортисти од најмлади категории, награди за најдобрите во училишниот спорт, најдобар спортист пензионер, најдобар спортист со инвалидитет и награда за Јована Кипријановска за меѓународен успешен спортист. Имаше повеќе категории на награди, се трудевме значи да ги офатиме сите возрасти. На младата категорија оние под 16 години деца спортисти, значи во која дадовме и повеќе награди, поголем број на награди, за да би служи како мотивација, зашто се покаже уште во таа категорија дека има различен афинитет на децата во бавење на спортот, значи уште во таа возраст, така што
се стимулирани деца од повеќе спортови и се надеваме дека оваа награда ќе ги мотивира за посериозно бавење со спортот, зашто тоа е најбитната возраст. Потоа имаше категорија што е по 20 години, младинска категорија, популарно наречена во спортот, кои веќе постигнуваат посериозни резултати, добар дел од нив настапуваат за младинска репрезентација или сениорска репрезентација на Македонија. Во тој контекст ова е одлична по успех категорија и би изразил задоволство оваа година да видовме колку репрезентативци и репрезентативки се качија тука на бината. Највозрастната категорија, сениорска категорија, во која сепак добар дел спортисти се млади, значи стандардно останува како најважната категорија, како нешто што е приоритет за вреднување на резултатите, каде што успех се ценеше на нашето државно првенство, значи највисоко постигнување, прво или второ место, или настапување одлично за тимската екипа, која солидно настапува во прва лига или меѓународни, додатно на тоа меѓународни успеси на некои од тие поединци што настапуваат за репрезентација на Македонија. Покрај тоа имаше поединечни награди кои се доделуваат највредните најдобар клуб, најдобар тренер сениор, најдобар тренер во младинска категорија, кои некои луѓе работат континуирано само со младински категории. Имаше најдобра награда за спортист со инвалидитет, спортист пензионер и она што да кажеме краси животот на секој спортски работник е награда за животно дело. Тие се по една да додадат таа вредност на самата награда. Во секој случај, да кажем, ова година беше доста успешна, така што на управниот одбор немаше дилема за одлучување, како спортист бидејќи имаше голем успех на футсал клубот Форца, кој стана и куп победник и победник на државно првенство, а човекот е долгогодишен репрезентативец за Македонија во футсал репрезентација и сосема заслужено и според возраста и според сето она, значи покажано дека целиот спортски живот, кариера, значи ја водеше во многу успешна насока и ова му беше како врв на кариерата, значи ова двојна клуба со клубот, така што заслужено и сум среќен оваа година со такви спортски успеси. Наградата за животно дело и сосема заслужено ја дава човек што се уште работи, Милодраг Ивановски Црник во ракомет, кој го помина целиот живот и тука немаше никаква дилема дека заслужено е и треба да се даде. Значи, моје мислење дека не треба да се чека човек да остане премногу, па да не може да ги искачи овие скалива тука да дојде да прими наградата, туку да се даде и да го мотивира може и уште повеќе пак да продолжи да работи, зашто уште е активен. И тоа се надеваме дека има многу такви спортски работници, тренери, спортисти што ќе долги години ќе продолжат фактички со својата активност. Па се чувствувам одлично како најдобар спортист на општина Куманово, како поединечна награда, иако се натпреварувам во колективен спорт, ова е заслуга на целата екипа, од прв до последен, од мене и до тренер. Можеби јас имав таква чест да ја добијам оваа награда како спортист на Куманово, со моите заслуги, секако луѓето што гласаа за мене направија изгледа дека добар избор. Секако дека се исплати како шампиони, двојни шампиони на Македонија со освојување на првенство и на куп, секако дека е добар успех за нас како кумановци. Годинава мислам дека 90% работата е завршена со шампионска титула и одиме и на куп. Натпреваруваме како минатата година да се освојат 2-3 титули. 60 и нешто години активности у спорт у Куманово, а не ги рачунам тие 7 до 10 години у Соколану, што е главно нешто каде се сви спортови одвивале. Значи, презадоволен сам од овој што го доби и мора да нагласу дека овој го давам на моја жену поклон, затоа што она знае само како е било све и што е могло да се направи. Изминативе 2 дена во Центарот за култура Трајко Прокупиев се одржа работилница за театарска куклена уметност на која присуствуваа уметници и заинтересирани од Македонија кои активно учествуваа преку вежби и теорија.
Предавачи беа гости од Република Бугарија, Гергана Трајкова, која е театарски критичар, драматург во театарот во Враца, предавач по историја на театар и куклен режисер, а Георги Мануел Димитров е артист, солист, предавач за актерско мајсторство за куклен театар на Надфис Крсто Сарафов во Софија и основач на курсот по куклотерапија за деца. Во земјава многу малку знаеме, работиме и гледаме куклен театар, освен во театарот за деца и младинци и ретко по други места. И многу малку знаеме за кукларството и каква најверојатно комплексна и убава работа е тоа. Во една прекрасна и забавна атмосфера, освен што научивме нови работи, пробавме некои техники, се запознавме со различни видови на кукли и начини на работа, односно игра со нив. За предавачите Георги и Гергана можам да кажам дека е реткост и вистинско богатство да се запознаат толку инспиративни луѓе, пред се млади луѓе кои целосно се посветени на својата работа и својот занает, кои имаат неверојатно знаење, искуство, жар и љубов за таа толку специфична работа, куклениот театар, изјави Нина Максимова, актерка во театар Куманово. Владата донесе одлука за ограничување на бруто профитната маржа во трговија на големо и во трговија на мало и одлука за утврдување на највисоките цени за одделни производи во трговијата на големо и во трговијата на мало. Како што информираше вчера на пресконференција заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески, со цел да се заштити животниот стандард на населението, односно да се намалат трошоците за живот во потрошувачката кошница за храна и пијалоци и кај средствата за лична хигиена, владата донела одлука со која се ограничува маржата во трговија на големо и трговија на мало на 102 групи на производи или на над 1000 прехрамбени и непрехрамбени производи. Тој кажа дека е донесена и одлука за утврдување на највисоки цени на 8 групи основни прехрамбени производи во трговијата на големо и трговијата на мало, при што како највисока цена се утврдени цените кои што се применувале на 1 февруари годинава. Денес и формално владата потпиша договор за донација на 255 системи за филтрација на воздух со Екотип Доел Скопје, компанија лидер во областа на филтрација на воздухот во вредност од 1 милион евра. Овие уреди ќе бидат распределени во градинки, училишта, болници и други критични јавни установи, каде што квалитетот на воздухот е од клучно значење, информира Марија Митева, портпаролка во владата. Загадувањето на воздухот останува еден од најсериозните еколошки и здравствени предизвици во Македонија. Во контекст на напорите на владата во преземањето значајни мерки за намалување на загадувањето на воздухот преку капитални проекти, како влада активно работиме на долгорочни стратегии и решенија за намалување на загадувањето преку инвестиции во одржливи енергетски решенија, зголемена контрола на емисиите и поддршка на зелени технологии. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во Центарот за обука на МВР во Идризово официјално го отвори мултимедијалниот центар за обука на МВР реализиран во рамки на проектот Градење на хибриден образовен систем во Министерството за внатрешни работи на Македонија. Проектот се имплементира од 2021 година низ повеќе фазен пристап со цел да се создаде одржлив хибриден образовен систем во МВР, во рамките на кој 23 хибридни обучувачи избрани преку постапка заснована на заслуги поминаа низ програма за хибридни обуки од 10 модули, учејки како да користат современи алатки за создавање и испорачување на обуки онлайн, на лице место и комбинирано. 9 теми, односно обуки, беа воспоставени како најпотребни и од тогаш хибридните обучувачи континуирано работат во тимови за да создадат сеопфатни интерактивни обуки за секоја тема, како што се полициски интегритет, родово сензитивно полициско работење, гранично полициско работење, управување со стрес, полициско работење во заедницата, освежување на вештините за обучувачи, комуникацијски вештини и финализирање на активностите преку основањето на мултимедијалниот центар, потенцираше министерот Тошковски.